Почитувани, македонските граѓани постојано се жртви на криминални банди, заплашување и своевидно државно рекетарство. На себе ова сите изминати години директен и главен спонзор е ВМРО-ДПМН. Наместо Министерството за внатрешни работи да се засраме од информациите кои што излегоа на виделина после така наречената акција Детонатор, таа уште се обидува да печали дневно политички поени, фалејки се со акцијата. Самата Гордана Јанкуловска тврди дека полицијата толерирала криминал. Кој е одговорен ако не Министерството за внатрешни работи за тоа што полицијата во Источна Македонија не си ја вршила работата? Ваквите изјави на Јанкуловска се уште еден обид на власта да искористи оваа акција за оттргнување на вниманието на јавноста од вистинските причини и горливите проблеми со кои што секојдневно се соочуваат граѓаните. 6 години и Европската унија, и експертите, и опозицијата тврдат дека бруталната партизација на МВР ќе има долгорочни штетни последици по безбедносниот сектор и довербата на граѓаните во полицијата. Со години Источна Македонија е под заложништво на цела криминална структура која очигледно не само што била толерирана од власта, одсуството и полицијата, туку и била политички заштитена од партијата, владачката партија ВМРО-ДПМН. Пресметката со криминалните банди е всушност борба во ВМРО-ДПМН за превласт врз приватните агенции за обезбедување и контрола на партиските обезбедувачи. Јавна тајна е дека веќе подолг временски период постои судир меѓу шефот на тајната полиција и личниот телохранител на премиерот. Заради внатрепартиски пресметки во владачката партија страдаат невини граѓани низ цела Македонија. Гордана Јанкуловска има одговорност да одговори зошто дозволи во Кочани да се случи процес 2. Недозволиво е во полициската акција Детонатор да бидат жртви 30 невини тинејџери кои биле претепани и неосновано со часови држани во полициска станица само заради тоа што вечерта биле во дискотеката. Фактот дека роднини на пратеници и други високи функционери на ВМРО-ДПМН се осомничени за сериозни кривични дела е уште еден аларм дека политичкото раководство на МВР конечно мора да понесе одговорност. Навистина се прашуваме уште што све треба да се случи во државата и во МВР за Гордана Јанкуловска да поднесе оставка.